Статистички во источниот регион работа нема. Последната анализа оди во прилог на песимистите, но и на оние кои работа бараат за да не ја најдат. Според неја во Штип во моментов има 2700 невработени, а работа се нуди на 96 лица. Во Кочани невработени има 3100, работа за 93. Виница е со невработени од 748, а можност за работа им се нуди на 62. Берово е со 1500 невработени, а на работа во моментот може да се надеваат само 10. Статистички уште полошо е во Пробиштип, каде има 1542 за работа, но потреба има само за 2. Најлошо и во оваа прилика е во Свети Николе, каде состојбата е катастрофална. Цели 2887 невработени, а Агенцијата за вработување не бара ниту еден. Вкупно во источниот регион во моментов за работа се бараат 308 лица, а на неа чекаат дури 14937. Дали е можно? Младите повеќе не си работе, него ли си работи. Јас сум стар, у пензија сум, мојот сум го завршила за младите и сами гледате. На кој му се работи, на кој не му се работи, тие се седат по кафичето од сабајле до вечер. И бират работа или не сакат. Секако дека неголемиот дел бираат, зашто огласите со понуда за работа се преполни. Само во Штип во секој момент реално работа има за околу 1000 лица од различни профили, но оваа работа на повеќето не им се допаѓа. Изгледа сакат да седат повеќе дома. Зошто е тоа така? Зашо е? Едно нема работа, а што се нуде работа, па неќе да ја прифанат. Сепак, Дали младите во странство ја работат својата професија или работат било што? Работат било што, тоа е сигурно. Нема шанси. Па што има работа, тоа работат. Нема шанси да работат тоа што сакат. Странство си е странство, нема кој тука. Што има работа, тоа ќе работат. од овие причини и најновата статистика е неповолна, но и нереална, зашто невработените често чекаат работата нив да ги најде, а не обратно.